Поздрав од Велес. Повод за овој разговор е неодамна објавената монографија 70 години архив од Велес, државен архив од Велес, а разговарам со авторот на монографијата, Јасминка Дамјановска. Јасминка, добар ден и добре дојдовте. Добар ден, благодарам за интересот. Вие сте автор на оваа монографија, која што опфаќа, ја нарекол, историска читанка на градот. Што како документи таа донесува? Што се натрем во неа можат читателите, сите оние што ја поседуваат, да прочитаат, да видат, да гледаат, да најдат документи, моменти што се значени за живењето на Велес? Па така, добро спомнавте дека тоа е една историска читанка, а јас би рекла најзначајниот меморијален културен центар на градот. Зошто? Затоа што тука се наоѓа целокупното културно наследство. И токму тоа беше целта на оваа монографија. Да го прикажеме не само историјатот на архивот, туку неговата цел, неговите 70 години животворење, собирање на архивски материјал, кој што го представува историјатот, идентитетот на овој град. И она што внатре се наоѓа практично е читање на самата хронологија на сите овие години, односно не само на формирањето на современата македонска држава, формирањето на современиот архив, туку и она што ние го поседуваме од 18 век, затоа што најстариот документ кој што овде го чуваме од 1768 година, тоа е еден купопродажен договор, и токму во оваа монографија се сместени документите од најстариот период, односно од турската управа овде, па понатаму Балканските војни, периодот на Првата светска војна, периодот на кралството СХС или кралството Југославија, периодот на Втората светска војна и народно-ослободителната борба и нормално формирањето на современата македонска држава. Колку време ви требаше за да ја подготвите или да ја сработите оваа монографија, со оглед тоа што поседувате огромен фонд на материјал? Да. Па повеќе од 2 години беше работена, затоа што имаше потреба за обработка на архивскиот фонд, односно она што архивот го има како своја продукција сите овие години, а има повеќе од 100 кутии, меѓутоа и обработка на сите оние најзначајни фондови кои што ние ги поседуваме, ги имаме формирано овде, а архивот поседува повеќе од 800 фондови, сместени во повеќе и од 8000 архивски кутии, така да за нив беше навистина потребно големо време, затоа што изборот не е едноставен кога треба да се прикаже и да се направи една приказна, односно на читателите да им се понуди можност да видат што се содржи во самиот архив, за да може нели тие да го применат во своите пишувања и истражувања. Освен документи има и стари фотографии. Како стигнавте до нив? Нормално дека архивот во својата дејност забележува собирање и на фотографии. Самите тие фотографии собирани се од семејствата во Велес, меѓутоа и од работењето на општината. Самата општина во текот на своите години има зачувано доста богата архивска граѓа, така што на тој начин и ние ја добиваме, односно ние го имаме сето она што тука се продуцира од самите иматели и создавачи на архивски материјал. Колку што може да видим, има интересни работи кои што некој јас би ги издвоил, например, документот за смртта на Панко Брашнар, народниот учител од Велес, потоа за верификацијата на дипломата на народниот лекар од Велес Панче Васков, за првиот аптекар Андре Карпузов. Како ги избавите овие документи со оглед на тоа што, пример, еве Панче Васков почина на Голиоток? Сето тоа се семени фондови, дел од семените и личните фондови. Архивот, меѓу другото, е задолжен и за собирање на архивскиот материјал од семејствата и нормално дека со нивна комуникација и контакт дел од тие граѓани ја доставуваат овде граѓето, односно архивот, една од целите на архивот е собирање, зачувување на меморијата за тие велешки семејства, најзначајни велешки семејства, и често ние и упатуваме такви повици затоа што во минатото тоа беше многу поизразено, многу почесто да семејните архиви бидат дел од нашите депоа. Меѓутоа денеска малце луѓето посебично се однесуваат кон таа документација и често се доаѓа до уништување на тој архивски материјал, и затоа е добро да се чуваат овде, да се предадат овде, затоа што на тој начин тие добиваат афирмација, може да се пренесуваат од генерација на генерација и да се истражуваат. Во нивните архиви никој нема да дознае. На овој начин секој може да дознае што се содржи и направило тоа семејство ни сите тие години на своето животворење и постоење.
И за крај на овој разговор, кога спомнавте многу велешки фамилии, може да споменете кои се, како оставина ви ги донираше нивните семејни документи? Па ги имаме многу, од Ханџипазови, Коробареви, Смилеви, Крндеви, многу ги има, да. Така. Тихо Најдов, ќе го споменам и господинот, односно поетот наш Тихо Најдов, Левкови, ние имаме еден од најголемите фондови кој што е зачуван овде, повеќе од 150 кутии е фондот на Тодор Левков и синови, така да тоа е еден непроценлив материјал кој што еве дава ретроспектива на сето она што ова семејство го има постигнато за градот Велес. Јас ви благодарам што бевте гостинка, ви честитам за оваа работа што ја сработите, навистина голема, оставите трага во живењето на Велес и тоа би бил еден повик за оние што не ги донирале, оставете ги овде документите да не пропаѓаат дома. Да, тоа е една навистина огромна трага, меѓутоа јас би споменала дека ова е и трага на самите архивски работници што имаат направено, затоа што нашите архивски работници успешно го искористуваат сето она што овде го има и исто во монографијата е представено што тие правеа низ годините, што тие истражуваа, како ова богатство го искористува и работе, на што се посветија во својот животен и работен век. Уште еднаш благодарност. Тоа беше Јасминка Дамјановска, раководител на Државен архив, одделение Велес, која што ја издаде монографијата 70 години нивна работа.